екипа на телевизија Нова е заглавена во зградата на транзит центарот во Истанбул. Тие се таму некаде од 22 часот, повеќе од 6 часа речиси се таму. Во последното јавување, драматично јавување на нашиот колега Александар Видиновски, се слушна експлозија, се искршиле стакла и сијалиците во транзитниот центар, паника, огромен број на странци, патници, меѓу кои деца. Повторно го вклучуваме и во ова јавување во живо Александар Вединовски од аеродромот во Истанбул. Александар, дали се смири малку ситуацијата, каква е сега состојбата? Анита, да, ситуацијата пополека тука се нормализира. Од моето последно јавување се слушна уште 2-3 експлозии. Од оние информации кои што успеав да ги дознам е дека таа големата експлозија што ја слушнавме била во моментот кога Ердоган слетувал на аеродромот тука, нели, пошто ја даде својата изјава. Потоа како што кажав, се слушна уште 2-3 детонации, меѓутоа сега полека се нормализира ситуацијата. Почнавме повторно полицијата повторно влезе на аеродромот и мислам дека се прават обиди ситуацијата да се врати во некој, доколку што може, во некој нормални граници. Значи, она што е печаток мој сега е дека пополека ситуацијата се стабилизира. Повели, ако имаш прашање. Ти во претходното јавување, Александар, кажа за вистински хаос на аеродромот, патниците оставени сами на себе, без никаков аеродромски персонал, без никој да ви се обрати и да ви даде информација. Дали сега се појави некој освен полицијата или се уште не? Па почна да се видов една група од пилоти на таблите, информативните табли на аеродромот, каде што се покажуваат полетувањата, слетувањата, се појавија и утрински летови, што би можело да биде еден знак, нели, дека аеродромот повторно ќе се отвори. Има закажано некои летови на кои што ги се повикуваат патниците да бидат стрпливи и да почекаат да се појави дополнителна информација на кој гейт треба да се појават. Меѓутоа, ова почна да се случува измеѓу последниве 20 минути, како што кажете, претходно имаше вистински хаос, неколку часа бевме оставени тука буквално сами на себе. Сега и паниката полека стигнува и луѓето осеќаат дека ситуацијата се враќа во нормала, така што очекуваат и набрзо и аеродромот да се отвори. Александар, останете безбедни, секако ќе бидеме во контакт и рано наутро. Ова ќе биде наше последно вклучување во вредните вести на телевизија Нова, но веднаш уште во рано наутро започнуваме повторно с информации. Ќе се чуеме да видиме каква е ситуацијата. Вашиот лет е пропуштен, сега треба да има презакажување на нов лет или можеби екипата на телевизија Нова со сите овие развивања нови ќе останете во Истанбул? Па најверојатно дека ќе останеме за Истанбул, бидејќи нашиот лет за Ница требаше да биде за неколку часа, меѓутоа се уште нема информации кога точно ќе биде, така што како што се развива ситуацијата, ние ќе останеме тука во Истанбул, така што и утре ќе пробаме сите оние информации директно од терен да ги пренесеме на гледачите на телевизија Нова.